На само 3 километри од Пелинце, во Прохор Пчински, ништо не потсетува дека овде пред 64 години е создадена македонската современа држава. Без високи црковни лица, во присуство на неколкумина околни жители, се слави само верскиот празник Свети Илија. Ваквата веќе 4-годишна слика денеска за момент се обидоа да ја растурат десетина представници на македонската заедница од Србија. Порано имало непријатни моменти тука, меѓутоа ние не сме дошли за тоа. Дојдени сме да положиме цвеќе, да запалиме свеќи и да присуствуваме на оваа литургија која беше преди малци. Борците кои исто така најавија присуство не пристигнаа во договорениот термин. Го сгрешиле патот кон Прохор Пчински. Автобусот со кој се возеше председателот Гавро Пановски наместо кон Пелинце заминал за Табановце. По долгото чекање македонците од Србија скромното цвеќе со кое дојдоа утрово го оставија на неизградениот параклис пред манастирот. Тоа е местото кое во договор со црковните власти им било посочено. Таму нема никакво обележје за македонската државност, а обележје нема ниту во манастирот. Но затоа српските црковни власти достојно ги чуваат сите спомени од нивната историја. Во спомен на загинатите четници од 1903 до 1912 сведочи плочата во внатрешноста на манастирската црква. Ако пред 4 години за барањето на Сител да снима во манастирот заседаваше синодот на Српската православна црква и се произнесе негативно, денеска српските црковни власти покажуваат флексибилност. Портите на манастирот се отворени, барем за медиумите. Сепак денеска во Прохор Пчински се зборуваше за историската 1944. Председателот на Српскиот сојуз на борците Славко Поповиќ, додека го чекаше неговиот македонски колега, со медиумите ги подели спомените како на коњ пристигнал во далечната 44-та во манастирот за да ја донесе генералската униформа на апостолски. Уочи тог дана ми сме добили у команди подручја униформу, капу и копоранове sa generalskim oznakama za generala Apostolskog koji je prisustuo ovde. I ja sam morao u toku noći da dojaham na konja do ovde sa Svetog Ilija, do ovde, to je čitavu noć. Поповиќ посакува што поскоро двете цркви да го надминат спорот, чие ескалирање доведе во состојба македонската држава да го заборави автентичниот Прохор Пчински. Желби има. На само 5 километри од Пелинце Свети Прохор Пчински, местото каде се удрија темелите на македонската држава. Таму немаше прослава, ниту државна делегација. Здруженијата на борците од Србија и од Македонија, независните здруженија на македонците во Србија, беа единствените кои го посетија манастирскиот комплекс. Борците се потсетија на денешниот ден пред 64 години. Ќе се поменат односите и во Србија и во Македонија. Мора ова поново да дојди да биде собственост на населението кој го обкружува манастирот. На денот кога се одржа заседанието овде, сите овие зелени површини што ги гледате беа покриени со гости од селата дојдени. Ова е денот на манастирот Свети Илија. Гостите беа задоволни од приемот на српските црковни власти во манастирот Свети Прохор Пчински. Им било ветено дека спомен плочата ќе биде вратена на зидовите на манастирскиот комплекс. Толку убаво ветување добивме денеска. И верувам дека тие ветувања кои ги добив овде, дека ќе ги оствариме и дека плочата која е симната ќе биде вратена. Таа идеја се може реализовати, или кажем, то заиста мора да биде предмет. Таа идеја може да се реализира, но треба да биде предмет на договор на двете држави. Се знае како се обележуваат спомениците на културата на едната држава и на другата. Она што би било добро за македонската православна црква и на српската православна црква е проблемите да се решаваат на ниво на црква без плиткање на државите. Јесте да се односи решавају, значи на ниво црква без уплитање држави. Се наоѓа една централна голема просторија по која што на овој ден, посветен на Свети Илија, во давната 1944 година одржано е заседанието на АСТОМ, каде што се донесени одлуките за формирање на Република Македонија. Од оваа година националниот празник 2 август, освен во Крушево, на Мечкин камен и на Пелинце, ќе се одбележува и пред споменикот на првиот претседател на Македонското собрание, Методи Андонов Чинто, во насилбата која го носи неговото име.